Поздрав фамилио, јас сум Никикс, добро сте во ново видео. Денеска ќе спомнам нешто. Шо беше со ова што се удри вака? Пак треба да судирам? Добро, наскоро такмичење во шамарање. Ќе го гледаме видеото од мојот брат Лаки. Немам ништо против, само ќе му објаснам некои работи што не треба да ги сваќат така како што ги сваќат тој. И да видите дека не е во право ова што го зборуват или како и да е, сега за да ме сватите малце повеќе, ќе треба малце политературно да се зборувам, така не е битно. Иначе ова што покажав, не сум за никоја партиска линија, ама тефтерчево буквално ми е за да си запишувам идеи што да снимам, а наскоро и најлуди идеи. Така, вие нема да гледате видео во од Лаки, мислам имате долу во дескрипција, ама се на вашиот екран овде ќе ме гледате мене и јас некои работи ќе му објаснам него. Така да, ајде. Поздрав на сите дечки, Лаки сум вас. Денеска снимаме на ново, може како... Поздрав фамилио, со вас е Никикс. Знам дека беше лоша фора, ама ајде. Кратко може долго, не знам јас какво видео ќе биде. Значи сакам да се искажам конечно после толку време што имам да кажам, оти се долго очекуваното од Лаки е тоа што сака тој да се изјасни туво, така ајде. Држам се човеком, ајде не кам. Ајде не кам. Тој кам. И тоа се надевам оти над 500 души нема да го гледат во видео, над 550, оти обично по 500 по 600 души ми ги гледат видеата. Добро. Значи прво што гледаме овде, дека му е дојдено малце реално до прегледи, што на секој јутубер е тоа реално главната желба да имат, едноставно желба да имат што поќе прегледи, така да ај ќе видиме Лаки што ќе каже понатака. Сакам да кажам оти во е, како што гледате и по самиот наслов, едно од решавачките видеа, поточно едно меѓу крајните, меѓу последните видеа на мојот канал. Затоа што сакам или одум на Наки за да се откажам од снимање на YouTube, поради тоа што немам поддршка, немам позитива, значи дека идам секаде негативни коментари. Океј бе брат, шо, немаат врска, едноставно мене нашколу кога дознае дека снимам, можда тие не беа луѓе како луѓе негативни, ама едноставно можда тие ме поддржваа, јас не викам не, ама едноставно ме зезаја. И че не ми беше гајле. Снимај си, продолжи си. Те гајле бе брат. Сегаш, ако ти ги гледаш други бе, луѓе во други немат да остават траг буквално зад нив. А ти имаш веќе траг оставено, зошто? Имаш 3000 субој. Тоа е тоа. Фурај си. Појќе нема што да ти кажам, ама ајде. Секде негативан из градот четом, во тоа што и да најавам се негатива и зашо така прави, зашо така правиш. Ја например ќе направам еден евент, поточно направих еден евент вчера за 7 јули што ќе има митап. Еј, шо се губиш, каков митап, не знам как, бла. Пак ќе кажам, ако ги слушаш другиве, ништо нема да постигнеш. Ама доколку си јоиш низ твојата цел што ја имаш на YouTube, ти ќе речеш, еј, чекај, јас успеан сум брат, јас имам 3000 субој. Имам 3000 луѓе зад мене. Дали тие постепено ти ги гледаат видеава или пак ич не ги гледаат видеава, не е битно. Сабскрибовани ти се и тоа е тоа. GG. Појќе нема што. Бла. Објавам на стори 70 за не, 20 за да, негатива на сите страни, не знам шо, не знам как, сите се против мене, џаби имам 3100 суба, 500 views, шо се за 3100 суба. Па брат, ако тоа се го сметаш за тоа да се откажиш, буквално не си требал ни да почнеш со YouTube, затоа што ти кога си почел со YouTube, си се молил и за тие 500 прегледи реално, ако правиме муавет. Зошо, еве, јас за еден сат на ово видео во денешно што ми е, имам околу 70, колку? Не, 69 прегледи. Ма реши го. Имам 69 прегледи, така за еден сат, ало, а човек со 1300 субој сум скоро. Си продолжам да снимам. Денеска ова видео ќе ми испадне со 300 прегледи. Утре ќе ми испадне со 150 прегледи. Заутре ќе ми испадне со 50. Едноставно немој секој пат исто да ти поменет. Ќе уземам за пример Водет. Едноставен дечко. Океј. Алда му. 5000 суба по 4 по 5000 views има. Значи колку суба има приближно views има. Јас имам 3000. Па брат, прати. Тој оставил некој траг, пак ќе кажам. Тој оставил нешто за него што е толку интересно. Тој не снимат како например како мене дома, например нонстоп застанат киснам дома и сега јас да снимам во типот на поздрав фамилио, добро дојдовте во новото видео. Сеќаш вака застанувам со телефонов, поздрав фамилио, добро дојдовте во новото видео, тоа би било тоа. Тоа не е интересно. Ти ако сакаш да ствариш контент, добар контент, ти треба да застаниш надвор и да речиш, еј, сега ќе офрлям срамов и готово, нема поќе да имам срам, едно друго, ова, она, и ќе застаниш пред многу луѓе и ќе речиш,
како сте лаки арми, добредовте во новото видео и така ќе продолжиш и така ќе имаш ти мотивација. Кога ќе кај мене на канал видео со влог има 400 прегледи скоро пред 2 недели. За ова видео што сум се потрудил малце поиќе, пред него што е дали би бил NickXM или KicksterFM, има 240, а скоро па 2 сати го едитирав, скоро. А влогов го едитирав половина сат. Сега замисли, ама тоа е финтава. Ти доколку сакаш да успееш, ти треба да си ретардиран. Едноставно кажано. 100 суба по 500 вјуси, значи што е проблемот? Кажајте дали треба да сменам нешто, дали не ви се харесат видеата, дали тамблејнот не ви се хареса, дали се кратки видеата, дали... Па прати, тамнел како тамнел ти можеш само слика да ставиш, ама доколку е привлечно, ќе рече луѓево, чекај ова ми се свиѓа едноставно тамнелчево, ај ќе поидам да видам што имат во тоа видео, како се одржбите на друго, дали е кликбейт, дали не е кликбейт, ова она, 300 глупости. Имаш многу начини за да стигнеш до многу прегледи, така да немам овде што ти кажам јас друго. Дали се долги видеата, дали јас не ви се харесувам што лафам, дали пцувам, не пцувам, што правам, кажете, значи што да сменам, ако сакате за да едноставно да ми задоволите потребите, за да имам повеќе вјус. Коментари не добивам скоро повеќе, по 600, по 700. Овде се гледа дека тебе ти дошло до тие прегледи реално кажано. Кај мене до пред 1 месец, не, до пред 2 месеци. Снимав најобични видеа, снимав во типов на Brawl Stars, снимав нешто, некои глупости, буквално глупости, живи. И гледам не се гледат, така. И аз реков, чекај мора брат, кога може другиве да искористат од нешто друго, што не е нивно, ќе направам и јас нешто мое, што јас ќе искористам, да добијам прегледи. И така почнав да снимам некои видеа што немет врска со мојов канал, ама да реков, ајде шо, веќе кога можам да земам прегледи, ќе го направам и ќе си земам доста прегледи. Така тоа е финта, цела работа. По 600, по 700 вјус имам по 5 коментара, по 6. 45 лайка едва и по колку, по 10, по 20 дислайка, а зашо и јас не знам. Значи шо е во негатива на сите страни, не? Па финтава е што ти си негативен и негативно оставаш траг изгледа заради тебе, мислам позади тебе, се оставаш траг негативен, затоа што немаш ако ти мислиш на лошо, лошо ќе ти помини се. Ама во секој лошо веруваме дека има ти нешто добро, така да... Не знам, јас едноставно немам што да кажам. Во е више претерано. Арно ми беше кој имах 2700, 2600 субс. Тоаш повеќе подршка имах од колку сега шо имам. А шо сега џабе. Имам 3100 суба за корово здравје. Тамблејн се мъчим да направам, едитирам, нели тука се мъчим за да искарам видео. Опрема имам, значи имам 2 сталака. Па брате, сега не е се до опремата. Едноставно кога гледаш, например, да речам, треба да си шо појќе позитивен, појќе енергија да шириш во типот на не да и секој пат тоа го кажувам, не да си во типот на поздрав фамилија, јас сум Никекс. Тоа треба да си поздрав фамилија, јас сум Никекс. Едноставно тоа ја поработви цела емоција, ти што сакаш да ја даеш или да ја дадиш во целото твое видео буквално. Немаш ти да си интересен доколку ти кажеш еве сега се откажам она. Луѓе во влегват на YouTube за да видат нешто интересно, за да се насмеат, за да им помини што побрзо времево, а не во типот на еве ќе се откажам. И што ќе се откажеш? Немаш ништо ти појќе со тоа ако се откажеш. А ти доколку се бориш да бидеш што подобар и подобар, ти секој пат ќе освоиш тоа што сакаш. Имам един трипод. Имам телефон што моментално многу добар квалитет ваѓа. Па не е сега до трајпод и едно друго, буквално еве и јас сум се на трајподче, обична камера, па ги ваѓам ете 200 прегледи, 300 ги ваѓам, така да не е се до тоа. Пак кажувам, треба да си интересен. Сега работам за да купам во лето камера, да си купам грин скрин, да си купам светла. Ќе застанам овде со видео од Лаки. Видов дека Жика и од кај Жика поидов кај Лаки буквално да видам што Лаки кажал. Си реков некој мини кликбейт, едно друго ќе биде, но ете луѓе, вака Лаки брату, не треба да се откажиш, пошто ти кога си почнувал да снимаш видеа на YouTube, ти си бил во типот на дали ќе имам 50 прегледи, а сега имаш зад тебе нон-стоп 500 луѓе. Замисли сега, секој ден по 500 луѓе тебе ти идат, да речам, мислам, ти идат 500 луѓе нови на каналот, сеќаш. Оди во Social Blade, види. Колку земам јас во денот, да речам прегледи. Јас земам во денот на Social Blade по 300-400 прегледи.
Значи, то ти се 300-400 луѓе. Замисли, 300-400 луѓе тебе ти ги виделе видеата. Тоа би било тоа за ово видео, лаки нема братва, сад кажеш за глупости, остај други што сакат нека прават. Гледај се за себе, фурај се за себе и тоа е тоа. Лајкнете доколку сакате да поддржувам и на други некои јутубери, вака да им објаснувам некои работи што не се во право, мислам, делумно се во право, ама делумно и не се во право, така да лајкнете, сабскрибнете, станите Ники Свем. Нага фамилија во охрите и пошироко. И ние се гледаме следното видео. И рап па па и р